Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе биде вовед за клеточно посредувани цитотоксични реакции. Ние пред неколку видеа увидовме дека имуниот одговор главно можеме да го поделиме на хуморален и на клеточно посредуван. Хуморалниот е посредуван од страна на антитела, протеиниот комплемент и други протеини кои се растворени во телесните течности, и хуморалниот имун одговор е главно задолжен за справување со екстрацелуларни патогени. Значи екстрацелуларни ни патогени. Сега нормално самите тие не го решаваат проблемот со екстрацелуларни патогени, нормално дека е потребно посредство на некои клетки, но се едно од најбитните, односно е најбитен за решавање на екстрацелуларни патогени, бидејќи нели антителата имаат различни функции, или ќе извршат опсонизација кои ќе им помогнеа клетките, така ќе извршат неутрализација, ќе ги слепат повеќе вируси на пример, или ќе поттикнат дегранулација и така натаму. Значи многу ни е битен хуморалниот одговор. Но имаме и клеточно посредуван одговор кој нормално помага и за екстрацелуларни, но ние кога ќе го разгледуваме клеточно посредуваниот одговор ќе го разгледаме дека е одговорен за решавање на проблеми кои се поврзани со интрацелуларни патогени. Значи решавање на проблеми кои се поврзани со интрацелуларни патогени. Односно, екстрацелуларни се тие кои се наоѓаат надвор од клетките, така имаш овдека на наша клетка, уште една наша клетка, и овдека имаш бактерија, така тоа е екстрацелуларно. Додека интрацелуларно е кога имаш наша клетка и внатре клетката има некој си патоген организам. Тоа може би некој си вид на бактерија, но најчесто тоа ќе бидат вируси. Така, значи најчесто ќе бидат вируси. Значи може да биде вирус, бактерија, габа и така натаму. Значи различни патогени. Сега, освен справување со вакви интрацелуларни патогени, овие клеточно посредувани одговори, посредувани од страна на T-цитотоксик, natural killer T-cell, исто така може да се справат и со наши нефункционални клетки, како што се нели туморските клетки, кои што имаат некаков си изменет метаболизам и прикажуваат некои си други молекули на нивната површина. Значи може да се справат и со тумори, кои ќе бележиме некако вака. Обична клетка со некако. Океј. Исто така ќе поттикнат и некои апоптози, кај клетки кои се оштетени, например, некои клетки кои се оштетени од температура или некаква траума претрпеле и веќе не се скроз функционални клетки, така и добро е тие да влезат во апоптоза наместо дека да седат само да прават. Значи ние ќе збориме главно за тоа. Ние ќе се задржиме на natural killer cells, ќе збориме за natural killer T cells, малку ќе спомнеме за нив и главно ќе се држиме на T-цитотоксик, но и T-helper всушност е многу бит. Додека овие базофили, макрофаги, неутрофили, они беа потребни за помагање на хуморалниот имун одговор. Нормално некои од овие клетки зависат од антиген, например T-цитотоксик зависи од присуството на антиген, така кој треба да биде презентиран на МХЦ молекула, додека НК клетките не зависат од антиген, така они препознаваат други карактеристики. Додека T-helper главно помагаат преку лачење на соодветни цитокини во околната средина кои ќе стимулираат различни реакции. Значи, као сумација, клеточно посредуваниот служи за решавање на проблеми кои се поврзани со интрацелуларни патогени, со туморски клетки или пак со некои оштетени клетки, дали било од траума или од топлина. И те цитотоксик се антиген зависни, додека НК клетките се антиген независни. И тоа е главното тоа што треба да се спомне, дека има една слика како една НК клетка се справува со тумор на. Ова беше едно кратко видео и во наредното видео ќе ги разгледаме некои општи својства на ефекторните клетки. Довидување.